Добре дојдовте во новото издание на Скопје але. Знаете, секогаш почнувам животот е краток, ама Скопје е вечно. И така ќе биде секогаш и за секогаш Горан Михајловски ни е гостин. Тој вели, имам јас свој приказни, дел од нив ќе бидат такви, као за ин, а дел за аут, така некако. Па не знам, ќе видиме, да видиме како ќе ни тргне муабетот, да. Горан, ти благодарам. Прва, второ, едно прашање кое што, сега не знам од оваа перспектива ме исплаши кога ми рече нема баш да биде се нај. Зошто го сакаш Скопје? Уствари, го сакаш ли Скопје, може би твоето прашање? Скопје? Па не знам дали го сакам Скопје како град. Скопје како згради, како улици, не знам дали го сакам. Скопје, го сакам Скопје со луѓето, со спомените. Го сакам Скопје, јас фактички не би се врзал за некој заштитен знак на Скопје, бидејќи дури заштитните знаци на Скопје се изгубија, камени мост ние, како да го немаме. Или калето, туку едноставно Скопје го сакам затоа што тука сум дома. Затоа што тука се моите пријатели, моите блиски, ме врзуваат убави спомени. Не знам, и тоа со спомените некогаш ми е помалку да речеме тажно, бидејќи тоа може би е некогаш и жал за младоста или така нешто. Меѓутоа Скопје како град не го сакам. Јас не знам всушност, не знам дали Скопје е и град веќе, мислам. Скопје не е ни град ни село, Скопје е некое живеалиште неидентификувано, да речеме. И се повеќе се разочарувам во Скопје. Мислам, колку и да звучи тоа тажно или, не знам, депресивно, меѓутоа да, Скопје се повеќе се разочарувам. Например, тргаш ти од дома и јас живеам во близина на градскиот парк и првото што кога ќе излезеш, стапнуваш на измет од куќиња, кои што луѓето не ги собрале, носејќи си ги милениците во паркот. Потоа одиш до паркингот каде што веќе има децениска ѓубре собрано, така што веќе врз ѓубрето почнало да расте и трева. Тоа е еден феномен кој што исто треба да се испита, како врз ѓубрето почна да расте трева, значи толку не е исчитано ѓубрето. Попат да не зборуваме за ѓубриштата, за контейнерите. Чека, ја како сум му приказнала. Добро? Тоа е Скопје, за жал тоа е Скопје. Значи кога ме прашуваат за Скопје, дали го сакам Скопје, дали сум скопјанец, не знам, навистина, јас повеќе се врзувам со луѓе отколку со градови. Добро, па и тоа е тоа. Па Скопје е тоа. Тоа е Скопје, така. Тоа е и секој град веројатно. Не можам да истакнам, за жал, не можам да истакнам ниту еден дел од Скопје кој што сега се чувствам пријатно. Аха, да. А во кафана? Па во каква кафана еве да зборим? Во кафана со пријатели. Што му фали на Скопје во кафана со пријатели? Прво, на Скопје му фалат сериозни кафејани. Еве да речеме, имаме некакви елитни кафулињали, места каде што се оди, меѓутоа јас некогаш одбивам да одам таму, односно често пати одбивам да одам таму, затоа што тоа се места кои што им пречат на моите сограѓани. Значи на илјадници луѓе им пречи гласна музика, која што се пушта од место на кое што не е местото да се пушта од таму и едноставно не сакам да бидам соучесник во малтретирањето на моите сограѓани. Не одиш во кафана? Не одам. Одам, ама во некој каде што не пречи. Одам на места каде што пак се чувствам пријатно. Се чувствам пријатно на места каде што прво добро ме примаат, да речеме, каде што се здружувам со келнери, со газди и каде што не ме очекува непријатно изненадување од типот, знаеш, јас сакам места каде што секој си ја гледа својата работа. Например, јас сум излегол со другар да си пијам пиво и мене баш ми е гајле за другите, исто како што на другата маса се седнати две другарки кои што кој знае што си раскажуваат, на третата маса цело друштво собрани после работа и воопшто не ги интересира. Значи не се оние, да речеме, ин места кои што ги има во Скопје. Мислам, не знам, може би е и до годините, може би е до некое созревање, може би е и до умор некој, меѓутоа да, кога одам во кафеа, баш одам на места каде што не сакам да бидам непријатно изненаден. Нити од луѓе кои што сакам да ги сретнам, нити од некакви ситуации. И навистина да, не ги избегнувам местата кои што ги малтретираат скопјани. А ги знаеме тие места.
Ајде да те враќам сега назад, велиш спомени, младост, основно, каде учеше? Фактички мојот цел живот се Врти тука Дебармало? Не. Карпош 2, Карпош 1, накај Дебармало. Значи основно училиште завршив во Вера Циревири, таму бев и во градинка. Буквално јас живеев во зградата веднаш до Драмски театар и градинката ми беше преку прозорец, така да седев на... Да. Се сеќавам, имам некаква, можеби травма од детството, кога сум седел на оградата и сум си гледал терасата каде што живеев со моите. Потоа се преселив во Карпош 1, близу до полициската станица. Завршив средно во Никола Карев, значи не избегав многу. Добро, тука беше пак? Тој дел и потоа во Дебармало, многу кусов живеев во центар, тоа беше хорор живење, многу со време. Хорор живење. Сега живење. повторно се вратив во близина на зоолошката градина и градскиот парк. Еве да речеме помеѓу Дебармало. На границата сум помеѓу центар и Карпош, меѓутоа еве гравитирам во тој дел од градот. И тука ми било фактички движењето. Така е. Кажи ми, кога одлучи новинарство или тоа те како беше таа приказна? Па ти одлучи или некој одлучи друг? Не, јас одлучив. Јас знаев уште како мал дека сакам да работам нешто што нема да ме држи во канцеларија, нешто што нема да ми биде лимитирано работното време од 7 до 3, сакав нешто динамично, нешто што може да се патува, да се гледам со луѓе, да дознавам работи и некако природно ми се наметна дека тоа ќе биде новинарство и затоа и запишав факултет за новинарство, значи немав дилема од како завршив гимназија што да запишам и веднаш после тоа, значи само што почнав со студиите, отидов и во студентски збор, фактички се понудив да бидам да работиш? Со работник. Така што работев додека студирав, работев во студентски збор, па во тоа време соработував и со некои младински списанија од Југославија, бивша. Значи, пишував нешто и за Белградска младост и после тоа влегов во сериозното новинарство, само што заврши факултет во Вечер. Така што моите први почетоци се во Вечер и таму одседов 10 години, 11, каде што тури стигнав и до главен и одговорен уредник, меѓутоа така се наместија коцките, го формирав вестникот Вести. Да. Тоа е тоа. Чекај, те враќам сега назад. Стига те враќам назад. Имаш од кого да се учи тогаш новинарство во таа голема зграда Нова Македонија? Имаше многу мои колеги. И каде се учеше? Нели, сега да се договориме, јас знам една приказна, поправиме ако грешам, во времето кога јас бев некој кој што сакаше да учи новинарство, нели, или да работи, велам зашто не работам во Вест, така ми рекоа, дека во Вест кај Горан на секој колегиум си им викал, завршува колегиумот и сите надвор, додека не донесете приказна, да не се враќате. Дали има вистина тоа и од кого го научи? Благодарам на фините зборови, не знам кој ти ги раскажува. Мислам дека тоа беше, таква. Јас сум припадник на, да речеме, таа генерација новинари кои што приказните ги дознаваа надвор. И сега не може да се... Значи, не се дознава приказна од дома, седејки. Или во редакција, седејки. Вистински новинар е новинар кој што ќе направи приказна одејки од работа до дома. Вистински новинар е тоа. Дури едно време и предавав и на факултет и истото им го кажував и на студентите дека одејки од дома до факултет, кои све работи им оставиле впечаток. Јас сега доаѓајќи наваму на снимање на студиото, имав некакви ситуации од кои што може да се направат приказни. Не зборувам само за политички приказни, за истражувачко новинарство. Еве зборувам и за вакви. Муабети скопски, на пример, јас сега доаѓајќи некој таксист ме препозна од времето веројатно, од Вест или од послики од колумнава. Па отвори прозорец и ме прашува ќе не биде ли. И ја викам што да не биде. Работам, па викам па добро, мора да не биде и муабетов со таксистот. Значи, ставајќи се во некоја ситуација, да речеме да сум јас телевизиски новинар или еве да ја имам
привилегијата да бидам како тебе, да правам емисија за Скопје, јас би го зел тој такси сега да ми да ми да ми гостува во емисијата. Тоа е привилегија, да речеме, на нас новинарите. Тоа друг не би го ни забележал. Значи би поминало така како некоја попатна епизода, не би ни раскажал за оваа приказна. Например, јас ќе се вратам дома и ќе ја раскажам на децата мои, на сопругата, ќе им раскажам, ме средна таксист и ми збореше нешто. Така што тоа е тоа. И тоа на таа раскрстица, па гужва, па имаше семафор, па немаше, работеше семафор. Од се може да се направи приказна. Те вракам сега пак во вечер затоа што не ми спомена никој работи или во НИП Нова Македонија, како сакаш. Каде тогаш се правеа приказните? Имаше ли луѓе кои што новинари, кои што уредници, кои што размислуваа како тебе, па ве оставаа да бидете некаде надвори да ги носите приказните? Така се правеа приказните. Мислам да ги оставиме настрана приказните за она боемштина, да речеме, нели се собираа прво во кафеани некои од спротива во стариот МНТ, сега што е театар комедија, нели, во бифето, каде што нели ќе се затвори вестникот и после тоа се одеше таму, се пиеше, се пушеше, тоа се приказни, мислам, боемски, кои што јас многу малце сум ги фатил. Ама си фатил нешто? Меѓутоа, нешто сум. Меѓутоа, се знаеше, нема. Значи, почнуваш во скопска рубрика и одиш на пазар. Ние секој ден имавме рубрика колку се не знам производите на пазар. Томатите, па да се направи споредба дали Битпазар е поевтино, дали Буњаковец или Зелено пазарче. Значи се одеше се правеа интервјуа на улица, се одеше по институции, се одеше на настан. Јас сега не можам на пример да сватам. Добро. Имаме ситуација каде што вака ви стигнува соопштенија и мои колеги или не знам ни дали да ги наречам колеги, се вака го земаат и го препишуваат од збор до збор соопштението. Дури се чудам дека не знаат ни наслов да стават, бидејќи обично во последните две реченици е главната поента на тој што сакал да го каже тоа, што сме го презеле онака најнекритички, дури и со печатни грешки, дури и со лош македонски јазик. Така што тоа не е новинарство. Седење дома, посебно па седење дома, нели она кога бевме во ковидот затворени, па после се научивме ќе си седиме дома у папучи и ќе си правиме вести. Не, тоа е препишување, тоа е. Друго е да се јавите по телефон. Сега е добро затоа што го имаме интернетот, може да се истражува повеќе, па може да се влезе малце во историја, да се најде бекап на некоја приказна. Тоа многу е полесно отколку порано кога сме морале да одиме во библиотеката на НИП Нова Македонија и да бараме стари исечоци поврзани. Меѓутоа, тоа е многу полесно и затоа е полесно да се прави новинарство. Меѓутоа, кога зборувам за вистинско новинарство, треба да се излезе. На крајот на криштата и експресијата на тој на кого си мазел изјавата, зборува нешто. Така е. Лесно е вака да пуштиме ние сега, нели на Facebook имаме и стриминг онлайн, ќе го пуштиш, меѓутоа не знаеш кој го изнервирал, да речеме, премиерот. Он го гледаш дека е нервозен, ама не знаеш кој го изнервирал, не знаеш на кое прашање си изнервирал. Точно, заради тоа што не си бил таму. Сега проблемот е што сите наши редакции се растурени, сите редакции се мали, ние немаме ни доволно луѓе за да отидат на сите настани. Јас сум припадник на таа генерација кој што смета дека за еден медиум мора да има се. Значи морате да имате, не може само да се фокусирате на политика или на истражувачко новинарство, мора да имате култура, мора да одите на театар, мора да одите да направите интервју, мора да видите кој бил на театар, мора после тоа да одите да видите на концерт кој бил, па дали бил некој на не знам кој се појавил на концертот, па бил откажан, не бил откажан, сите тие работи, спорт, не може. Да. Значи се тоа. Како ги правевте тие добри насловни во вест? Сами рековте не сакате, ми рече дека не сакаш многу вест, ама пак ми е некако и баш ка бевте во центарот на градот. Во центарот на плоштадот, како да кажам. Зборувал за вести. Добро, ајде. И некогаш дури сам сум си здодевен и не сакам да се враќам на минатото, бидејќи еве сега е ново време, се правиме нов тип на медиуми. Мислам во дискусија се прави тоа. Тоа се прави во разговор, во дискусија, еден ќе каже едно, друг ќе каже друго. Па сакаме малце да биде сатирично, сакаме малце да биде. Па некој друг ќе рече, аха, ова беше интересно, дај тоа да го извадиме. Така ги правевме. Повеќе не беше тоа некоја, да речеме, така рече уредникот, така ќе биде насловот. Не, ние и сега, во сакам да кажам, кога имаме некоја поинтересна приказна, седиме и дебатираме. Дали да го ставиме тоа зборче, дали да додадеме
некое зборче, така што тоа е тоа, која слика да ставиме, како да ставиме нешто што ќе биде, да речеме, Што ќе привлече. саркастично, ама да не биде навредливо. Значи да не може, мислам, јас сум се водел од таа политика, немој да навредуваш, немој да го правиш тоа што не сакаш да ти го прават. Затоа и преска го зборував оба за кафаните. Значи не сакам да бидам соучесник на некој што малтретира мои сограѓани, така што не, затоа што не ќе мене некој да ме малтретира. Да, така е. Има едни скопски легенди од Данило Куцевски. Сакам во неколку, нели во овие нови веници. Ние ги објавувавме многу често. Ете така, да. Се подсетуваме, а и дознаваме, заради тоа што многу работи не ги знаеме. Најдов една која што би сакала да ни ја прочиташ, ама прво те прашам нешто врзано за телефоните. Ова е првите телефони кога дошле во Скопје. Да, се сеќаваш ли на вашиот домашен прв телефон? Да, 251, односно 51329. Па после двојка. Да. Добре, јас имав И како изгледаше? Тој беше оној црвениот како сите што ги има или оној црниот таков убавиот? Па не знам, важно беше за онаков со вртење. Со вртење, да, така. Нормално. Но овие нови генерации тоа им е... Сега јас имав привилегија, татко ми беше работеше во внатрешни, јас бев еден од поредките каде што немавме двојник. Така што можевте да се изборите колку да се зборуваме повеќе, затоа што мораше татко ми да биде на линија секогаш да добие некаква наредба, не дај Боже, или такво нешто. Така што тоа беше. Инаку се сеќавам на телефоните, мислам, се сеќавам и на факсот, се сеќавам на пејџерите, првите пејџери кои ги издадоа во вечер. Тоа беше исто револуција, нели? Те вика уредникот со пејџер. Така. Факс. Првите јавувања, например, јас сум имал и таа привилегија да бидам дописник од многу битни историски настани за нашава државност, например, Единбуршки самит, кога ајде да не влегуваме во политики и за приказките за Европска Унија, или во Обединетите нации, кога уште не бевме признати, па после кога не признаа, па дигањето на знамето и сите тие работи, и каде што стресот бил, прво одиш, трчаш на говорница, па колект кол. Леле, на тој начин? Да, па на тој начин, колект кол за таму и да се јавиш кај стенографката. Ние имавме 3-4 стенографки во вечер, каде што дописниците диктира и некој од стенографките ќе си се забори на телефонот, па детето болно, не болно, па што да правиме за ручек и ти не можеш да добиеш, а ти седиш во некоја говорница, позади тебе уште не знам колку колеги имало. Или имаше прес-центри, знам, се сеќавам, големи на тие големи настани на тогашна Европска заедница, каде што телефоните беа бесплатни. Добро. Па од таму, значи, секој можеше да се јави на телефон, па тогаш нели малце и ние, да речеме, малце злоупотребувавме, па ќе се јавиме до дома, можам да се јавам, можам да зборам, добар сум. Така. Така е, да. Овдека, ќе сакаш ли да го прочиташ ова малце текстче? Ама јас морам научари да земам така, не ми е со... Ништо значи. Ај види. Мислам дека ќе можеш. Можеш? Дали знаете кога е отворена првата јавна телефонска говорница во Скопје? Првата јавна говорница е отворена точно на 28 ноември 1936 година. Станува збор за две јавни телефонски говорници. Каде биле лоцирани? Првата се наоѓала плоштадот пред Стопанскиот дом, односно ресторанот Метропол. Втората говорница била во чаршијата, која тогаш особено била прометна. Да. Добро, ајде сега тој другиот дел ќе ни одзема многу време. Има едно дека не се викало телефон, туку во времето на Скопјани првите се викало телефон. Да. Еве ги. Добро, нема потреба. Да, нема потреба, да. Телефон, викате бара некој на телефон, имало некој паша кој што го барале и нели некој новинар го интервјуирал и заради тоа сакав да биде таа раскажана скопските легенди на Данило Куцевски секогаш ние ги објавувавме, тие беа многу читани на Данило Куцевски. Многу интересни. Данило Куцевски ми беше едно време и професор на факултет, предаваше малку на новинарство. Така што имавме и нека убава, со него беше интересно да се разговара, не само да се читаат неговите легенди. Види, почнавме нели малку лошо за Скопје и сето тоа. Мене ме боли, например, навистина ме боли Скопје и затоа и сега во сакам да кажам, ние имаме скопски приказни. Меѓутоа, затоа и сме, да речеме, даваме повеќе значење на проблеми за урбанизмот, проблеми со сообраќај, проблеми со сообраќајна култура, со хигиена.
Затоа што едноставно ме боли. Затоа што знам дека може да биде подобро. Значи знам дека може да биде подобро. Да. Значи едноставно некои работи навистина ми пречат и не е дека јас би се оцелил од Скопје затоа што е тоа ужасно место за живење. Тоа ми беше следното прашање. Не би се оцелил затоа што прво јас сум тип кој што не знам, јас сакам да шетам, меѓутоа дома ми е најубаво. Дома ми е најубаво. Дури да отидам во најскап хотел, најубав. Ама дома да се вратам. Кога се вратам дома, најубав ми е домашниот кревет. Така што тоа е тоа. Убаво се чувствувам. Меѓутоа, проблемот е што ние се повеќе и повеќе живееме во, да речеме, некој балон. И така веројатно си наоѓаме одишка од сите овие проблеми што не задушуваат. Значи, како што реков преска, значи одам на места каде што ми е пријатно, затоа што одам со луѓе со кои што сакам, со луѓе со кои што ми е интересно, со луѓе кои што нема да ме изнервираат. Или ако ме изнервираат, со право ќе ме изнервираат, или заедно ќе сочувствуваме, заедно ќе славиме, заедно. Тоа е животот на крајот на краиштата. И едноставно, како што стареам, да речеме созревам, мислам дека се потешко прифаќам да излезам од тој балонот, бидејќи едноставно ме вознемирува. Некогаш, многу често сопругата ми вика, ајде да излеземе да прошетаме. Значи, и јас седам и сега се мислам, викам, зошто да шетам сега? Шетам ќе се изнервирам. Значи, ќе шетам низ тротоарина и ќе ги видам оние најлонски тераси. Тераси, добро. Божем тераси кои што се заградени, кај што е узурпирани парк, кај што е узурпирана и тротоар. И тоа не е убаво прво ни за гледање, не е убаво ни за седење. А не можеш да се изолираш од тоа, да не го гледаш? Не можам да не го гледам, бидејќи ми пречи. Да, разбирам. Ама значи, јас можам да не одам таму, можам и да не влезам, иако се почесто и почесто мораш да влезеш, бидејќи така е. Не останаа места нормални. Ретки се местата кои што така останаа да бидат баш фино урбани. Например, имате внатре кафеанче, некој, и надвор имате на плочникот терасата. Значи немате направено дневна соба во терасата со парно, со оние греачите, па за да не ти студи да седиш во дим, туку едноставно седиш. Скопје е фино место, има сенки, рано се стоплува, уште од февруари. После, не знам, на крај на февруари, почеток на март, веќе можете да седнете, да испиете кафе на улица, буквално на улица. Ама, ние се претворивме во така најлонски град некој, кај што мислиш дека ќе ти падне билбордот врз тебе. Во кој град има билборди волку како во Скопје? Шетате низ Девермало и толкави билборди ви стојат над глава. Зошто? Кој рекламира коли од центар на град? Во места каде што има кафеари. Тоа е тоа што ми пречи. И затоа и се трудиме што повеќе да ги извадиме овие работи на површина, затоа и се трудам што повеќе да им дадам гласност на луѓе кои што се борат против ова, кои што се стручни, кои сакаат да кажат дека не е само до градењето, туку и каде ќе се гради, кога ќе се гради, колку ќе се гради. Мислам, ме подсетивте на студии, не на студии, туку во гимназија, одев во Никола Карев и секој ден си го имав од Карпош 1 до Никола Карев, си одев по улица на Нели низ Карпош 2, па ќе поминеш булевар 8 септември сега, тогаш се викаш Октомвриска револуција, позади брзата помош и стигнуваш до Никола Карев. Сега таму ви никнуе зграда, огромна, која што, немам јас ништо против зградата. Имам против тоа дека мене ќе ми го уништи утре пристапот до најнормалната болница во Скопје. 8 септември, поранешна војна болница. Значи, имаме комплетно блокиран клинички центар каде што не се стигнува. Имаме пристојна болница која што и по инфраструктура и по експертиза на луѓе што работат таму е све одлична, направена по ЮС стандарди кои што сигурно биле по НАТО стандарди, сега се прави по НАТО стандарди што би се направило. Имате во близина приватна болница, имате во близина румунска болница што викавме, Букурешт. Имате брза помош за цело Скопје. И зграда. Ај сега зграда ќе набутаме тука со не знам илјадници нови жители кои што ќе генерираат сообраќај таму и коли и све. Утре, не дај Боже, ќе умираме во брза помош додека стасаме до таа болница. Така што тоа е тоа што ми пречи. Тоа е тоа што ние тоа е тоа што
го истакнуваме и во Аха, и во новинарството, во така. сакам да кажам. Некојаш сме можеби здодевни, меѓутоа тоа е тоа. Затоа што си го сакам Скопје. Си го сакам Скопје. Ви кажав зошто. Значи Така. сакам јас тука да го Ако не поминам сакав живот. ќе одберав некое друго Па, место и ќе бев веројатно, више да, затоа тамо. што сум имал неколку Да. пати и шанси Си имал шанса? Па сум имал. Во времето кога сум бил млад, сум имал, значи сум се отишол во Лондон да работам. Добро. Заедно со мои колеги тогаш од факултет, некој од нив остана, а јас не се пронајдов таму, мислам. Ако се пронајдов, може нешто ќе може бев. ќе Мислам, јас работев таму. Сакав да работам, не знам, во хотел да бидам носач на куфери, па бев малечок многу, не можев да не ме прима, потоа сакав да работам на некој шанк таму, па таму не ме прима, за ноќен портир не ме прима, бидејќи исто не бев така. Не бев, добро. Да. И на крај завршив како градинар, работев како градинар. Како градинар? Да. Браво. Па Ама супер, тоа е. морав да се снајдам, така. тогаш немаше телефон, ало, Така. мамо, тато, дајде, пратете ми пари, пратете да се купете ми вратам. карта онлайн да се вратам одма. Да. Седиш сега готово, шом ти купиле, значи се сеќавам, татко ми вака ги пишуваше чековите во јати. Одам за Лондон и кога ќе се вратам, И градинар. се вратив. И градинар беше? Толку, Да, колку градинар. време? Па 3 месеци бев градинар. Добро, заработи пари, Добар се врати градинар. назад. Заработив пари, отидов, ги потрошив сите, бев на ивица тогаш. Така ми беше. Па тоа е. И се вратив тука и цело време додека седев во Лондон, тоа ми беше исто, си плачев за Скопје, не си плачев за Скопје, дека ете. Туку едноставно си плачев за фичо, имав едно фичо тука, значи имав. И си плачев за моето фичо и си викав, леле, кај ми е моето фичо, сега да не ги чекам, овие ќе дојдат за 3 минути, за 5 минути, за 7 минути. Мислам, кога збориме за тоа, Така е. ајде да збориме за Скопје пак. Аха. Па Скопје е град без јавен превоз. Можеме ли ние да го сакаме тој град во кој што нема јавен превоз? Можам ли јас вечерва да излезам со некој, да се напијам, да си поминам убаво и да се вратам дома со безбедно? автобус. Така. Кој па ја имал таа привилегија не само да живее во време, Во ова време. кога се смениле два системи, кога се смениле две држави, кога ти се случиле историски настанци, станал држава, си влегол во НАТО во меѓувреме. Значи, ја имаш привилегијата да живееш, ама не само да живееш, туку и да бидеш Дел од тоа се. сведок на таа историја и да пишуваш. Веројатно, дај Боже, понатаму, ова што сум го запишувал овие 34 години, во мојата колумна сакам да кажам, некому ќе му послужи да ја осознае овој дел од историјата, која што е многу битна, мислам. Ова е дел од историјата на македонската државност, на македонскиот народ, на ова наше созревање. И за крај, го сакаш Скопје сепак, нели? Да, го сакам Добро, Скопје секако, добро. затоа сум толку Добро. вознемирен кога зборувам за се што му фали на Скопје. Така е, да, многу работи му фалат, ама го сакаме Скопје. Така е, ти благодарам, Горан. Ти благодарам и тебе.